следува разговорот што мојата колешка Андреја Чобанова го разговараше со представникот на невладината организација ЕСЕ, а тоа е за транспарентноста на државните институции. Нивното истражување покажа дека од 80 испитани државни организации сите се нетранспарентни, освен делумна транспарентност кај владата и Министерството за финансии. Ово истражување е поразително, едноставно институциите не даваат податоци од јавен карактер и не ги даваат во предвиденото време. Да погледнеме за што станува збор во следниве 6 минути. Транспарентноста и отвореноста на институциите е нешто што навистина низ годините мощно се зборува, меѓутоа некако како да тапкаме во место во однос на колку се транспарентни институциите. Може ли да ни кажете какво е истражувањето, што покажа истражувањето од страна на ЕСА, колку се институциите, државните институции транспарентни? Нашето истражување всушност се базира на нашата пракса, односно ние од 2013 година започнавме, односно воведовме една методологија за оценување на нивото на реактивност, односно тоа е колку јавните институции го почитуваат Законот за слободен пристап до информации, како постапуваат по однос на истиот. И вториот дел е оценување на нивото на проактивност, односно колку институциите објавуваат клучни буџетски и програмски документи на своите веб страници. Со ова истражување, односно анализа која што ја правиме на годишно ниво, опфаќаме 100 институции, со посебен фокус од кои што 15 се министерства и останатите се институции кои што не спроведуваат активности во здравствениот сектор, односно општи болници, клинички болници, центри за јавно здравје и така натаму, и дел се локални самоуправи. Во однос на реактивната транспарентност, кога зборуваме за постапувањето по однос на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, речиси 60% од мониторираните, односно следените институции се делумно транспарентни или нетранспарентни институции, односно не обезбедуваат податоци преку постапките за слободен пристап до информации од јавен карактер. Имаме ли институции во државава кои што одговараат можеби навремено, или пак се случува сите да поминат низ тој лавиринт се додека еден граѓанин не добие одговор на поставено прашање? Особено има институции кои што се традиционално транспарентни, особено во нашиот случај се, како например Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, дел од здравствените домови исто така се транспарентни. Нетранспарентни се институциите како Министерство за здравство, пример, Фондот за здравствено осигурување, централниот регистар и така натаму. Значи транспарентноста е многу поголема на оние пониски нивоа на пониски структури во јавниот систем, отколку на оние кои што се повисоки. На топ листата се најдува влада и Министерството за финансии, како институции кои што можеби на нивните веб страни имаат највеќе објавени, најголема достапност за граѓаните. Што тоа значи? Што се разликува помеѓу овие две институции за разлика од останатите што се подоле? Што имаат различно од останатите? Владата и Министерството за финансии се институции кои што објавуваат најголем дел од информациите, иако се не се оценети како транспарентни, туку се оценети како делумно транспарентни овие институции, меѓутоа сепак во однос на останатите 23 институции објавуваат најголем број на информации. Институциите, останатите 23 се оценети како нетранспарентни, односно објавуваат помалку од 60% од помалку од 40% се извинувам од потребните информации. Институциите кај нас не објавуваат пример ревизорски извештаи на своите веб страни. Не објавуваат дел од нив предлог буџети, не објавуваат предбуџетска изјава, не објавуваат пример извештаи за извршување на буџетот месечни, полугодишни, годишни и така натаму. Каде е нашиот проблем? Имаме ли некои клучни проблеми кои што треба навистина да ги решиме, за да можеме конечно да го подкренеме нивото на отвореност на институциите пред се на оние на кои што им се потребни, секако тука се граѓаните и секако државните институции работат за граѓаните и обратно?
прва работа која што треба да се направи е сите оние алатки кои што се веќе креирани, како што се Data.gov.mk, понатаму отворени финанси, финансиска транспарентност во однос на трошење на средствата за ковид. Има база на податоци кои што се објавува за трошоци на избрани функционери нели во јавните институции. Значи сите тие се бази во кои што се објавуваат, освен нели отворени податоци и финансиска транспарентност, кои што се најнови, сите останати значи не се ажурираат редовно. Има податоци кои што се објавени за 2019 или 2017 кои што денеска доколку побарате реално не се апликативни или непотребни ви се тие информации. Дополнително информациите кои што се објавуваат се многу општи. Значи вие не можете да добиете нека одредена слика за работењето на институцијата заради кога имате општи информации. Дополнително одредени институции немаат технички капацитети за да ги објавуваат податоците. Затоа треба да се направи истражување кои се тие институции, кои се тие технички капацитети кои што им недостасуваат и да им се обезбедат тие технички капацитети за да можат да ги нели да ги следат, односно да бидат потранспарентни, да објавуваат повеќе информации. Тоа беше се за оваа емисија. Се гледаме за 7 дена во истиот термин. Бидете добро, бидете внимателни, бидејќи пандемијата зема замав. Затоа почитувајте ги оние мерки што треба да се почитуваат, а тоа е маска, дистанца од 2 метри и едноставно миење на рацете. Од мене секое добро, довидување и се гледаме.